Кампањата се дуплира, корупцијата не стагнира. Корумптивниот амбиент стана македонско општествено и политичко секојдневие. Во новиот извештај на Стејт департментот сериозни критики до владата за високата степен на корупција и криминал. Не само во владата, но и во институциите. Вашингтон констатира и политички унапредување во судството и обвинителството. Во некои претходни анализи на властите во Стејт департментот изразија из претходни загрижености за залудно реализираните стотици милиони долари, задолжени или вложени во реформи во македонскиот правосуден систем. Последните забелешки од Вашингтон доаѓаат во екот на двојните избори. Владина корупција, сериозни проблеми во судството, непотизам, клиентелизам. Дали сте изненадени од ваквите оценки на официјален Вашингтон? Па, видете, извештајот кој што излезе во претходните неколку денови ги констатира оние состојби за кои што ние како граѓански сектор, како граѓански организации, веќе годините наназад алармираме дека проблеми со корупцијата постојат и дека системски решенија се потребни за борбата, кои што освен што ќе се залагаат за системско решавање на унапредување на правилата на превенција, но сепак треба да зборуваме и за унапредување на системот на репресија. Бејќи доколку се забележат забелешките токму во и тој конкретен извештај, се нотираат соодветни неправилности во двата сегменти. Едниот е репресивниот дел, каде што очигледно се дава значење на правосудниот систем, реформата потребна на правосудниот систем, се со цел да допринесе да имаме соодветна репресија, или народски казано да имаме казнивост на корупцијата во државата, која што на жалост недостасува, а од друга страна да се создаде еден систем кој што ќе обезбеди оневозможување, сторување на корупција, односно превенција од истата. Токму тие забелешки кои што се нотираат во извештајот ги опфаќаат и овие два сегменти. Кога ќе го видите самиот извештај, ќе видите дека тоа не е еден извештај од 40 на страни, обемен и обсежен, туку точно ги опфаќа клучните елементи кои што биле значени за претходната календарска година, за 2023 година, и ги нотираат сите оние клучни неправилности кои што биле актуелни во претходната година. Така да тоа е еден извештај кој што ни дава до значење за тоа каде се треба да се спроведуваат во иднина реформите во процесот за борба против корупција. Зошто и покрај сериозните забелешки и насоки каде треба да се стави акцент во битката против корупцијата и доброто владење, остануваме пасивни наблюдувачи, а не всушност да преземеме нешто во овој сегмент? Кога мислите остануваме неми наблюдувачи, мислите на институциите или ги потенцирате граѓаните? Бидејќи тука треба пред се, мислам дека да направиме една дистинкција, дали станува збор за институционално преземање на активности или пак вклучување на граѓаните во таа битка, во битката за борба против корупција во државата. И двата сегменти се подеднакво значајни во процесот. И ајде еве да започнеме за тоа што се презима од страна на институциите и каде се нотираат тука забелешките. Односно години наназад, децении наназад, ние како држава се залагаме за реформа на правосудството, но на жалост гледаме дека реформата на правосудството не е многу едноставен процес и потребни се големи пред се политички заложби и политичка волја од сите чинители за да се создаде таа реформа. Дали тоа значи дека не препознавате политичка волја во однос на реформите во правосудството и во битката против корупцијата? Би го концепирала како генерална забелешка дека реална политичка волја за борба против корупција недостасува во државата. Ја најчесто ја имаме декларативно изразена од страна на политичките чинители, но на жалост при имплементацијата гледаме дека изостанува таја. И тоа е една од основните забелешки кога станува збор за борбата против корупцијата. Другиот сегмент на кој што се постојано апелираме е целосна имплементација на веќе постоечкото законодавство, како во борбата против корупцијата, така и во две другите сегменти, но токму во делот на борбата против корупцијата треба да се фокусираме на законодавството кое што веќе е актуелно во државата. Треба да се нотира дека Македонија како држава има соодветна правна рамка за борба против корупција.
законот кој што е донесен за спречување на корупција и судебни интереси, нуди една плејада на надлежности и активности кои што пред се ќе овозможат системско решавање на прашања, односно креирање на систем за оневозможување на корупцијата во државата. Тука го имаме законот за укажувачи, законот за лобирање и останата друга правна рамка која што соодветно регулира материјата. Тоа што и самиот извештај го нотира, а и ние во годините наназад, е дека несоодветно се имплементира таа правна рамка. Махери сме како држава да ги најдеме дупките на законот и да успееме во одредени лични цели да се имплементираат законите како одговараат. Во забелешките се нотира значително одложување на судењата кои вклучуваат сериозна корупција, вклучително против поранешни високи владени функционери. Тука во извештајот, колку што можев да забележам, како пример е наведен поранешниот генерален секретар на владата Рашковски. Дали со избрзаните измени на кривичниот законник, всушност сами дополнително ја влошивме состојбата во битката против корупцијата со тоа што на некој начин ги амнестиравме оние кои треба да одговараат? Па и самиот извештај констатира дека измените на кривичниот законник неславно се донесоа, пред се да зборуваме за процесот на консултации, односно немаше вклученост на се засегнати страни во процесот на измените на кривичниот законник, соодветно, имајќи во предвид дека во моментот на донесувањето на измените на кривичниот законник постоеше активна работна група за измени токму на овој закон, се доведува во прашање зашто тоа тело, зашто таа работна група не ги предложи овие измени, туку се предложија на начин на кој што беше тоа сето спроведено и во рок од 24 часа истите измени беа донесени. Надвор од извештајот на State Department, ние знаеме дека забелешка имавме и од извештајот на Европската унија, каде се нотираше дека има несоодветно користење на европското знаменце во процесот на носењето на самиот кривичен законник. И тука е кога збориме од онај административно-технички консултативен аспект на процесот. Измените на законот, како што сигурно знаете и вие, во минатото, кога во процесот на неговото носење, беше критикуван од страна на платформата на граѓански организации за борба против корупција, кои што укажувавме и се уште укажуваме на тоа дека не се во корист на борбата против корупцијата самите измени и со самото тоа што одредени дела застаруваат, се намалуваат санкциите, односно казните за дела кои што се од корпусот на дела поврзани со корупција, се оневозможува соодветна правда за сторена пред се висока корупција. Најголем проблем со корупцијата е недостаток на независност во истрагите и во процесуирањето на случаите. Ова е оценка на професорката Слагена Тасева од Transparency International. Докаде достигнуваат пипците на корупцијата? Тоа ќе се навратиме, предпоставувам, на она прво прашање, првиот одговор за самата реформа на правосудниот систем, која што мора да биде неизбежна, која е неизбежна и треба да се спроведе што поскоро, за ние да видиме реален исчекор во тој репресивен елемент во борбата против корупцијата. Таа ќе овозможи, таа реформа би требало да овозможи да имаме еден правосуден систем кој што ќе биде надвор од политиката, надвор од муките на политичките центри и кој што ќе оневозможи непотизам, клиентелизам кој што ги констатира и самиот извештај. Со самото тоа можеме да кажеме дека корупцијата е длабоко навлезена во нашето општество, а тоа не го констатирам само јас како индивидуа, туку тоа го констатираат и нашите извештаи, кои што еве конкретно извештајот за проценка на корупција од 2023 година, граѓаните и перцепцијата на граѓаните е дека корупцијата е широко распространета во државата и дури тие истите ја перцепираат како општествен проблем број 1 во општеството. Имајќи во предвид дека зад неа ги оставаат оние екзистенцијални прашања како невработеноста, немаштијата, ниските плати, значи веќе повеќе од очигледно и дека граѓаните ја перцепираат корупцијата како најголем проблем широко распространета. Подолг период се зборува за моделот на ветинг во судството и обвинителството. Каде го гледате главниот извор на обструкции во делот на прочистување во правосудниот систем? Имаше забелешки во делот на начинот на функционирање на судскиот систем, на делот на и критериумите на унапредување на суди и обвинители.
Тука веќе треба да дискутираме подлабоко за тоа дека таа реформа треба да го опфати овој некаков процес, наречете го ветинг, можеме да го наречеме проверка на имотната состојба на самите суди, јавни обвинители, процес кој што во еден широк консензус, во една широка консултација треба да биде усогласен и прифатен од сите засегнати страни, а пред се процес кој што ќе биде прифатен од сите политички чинители. И тука е оној основниот сегмент кој што говориме за тоа дали постои политичка волја. Очигледно е дека политиката е длабоко навлезена во начинот на функционирање на правосудните органи и пред се ние треба да гледаме на искоренување на политичкото влијание од правосудните органи. За понатаму да можеме да збориме за еден професионализам на самиот правосуден систем. Никој барем досега не понесе одговорност за застарување на судски предмети, за одоговлекување на судски процеси. Зошто се толерира ваквиот модел на функционирање на делителите на правдата? Одговорноста е една од клучните фактори кога зборуваме за борба против корупција. Доколку ги погледнеме и сите моментални актуелни случувања и тоа кои се наративите помеѓу политичките чинители, гледаме дека недостасува заложбата за одговорност кај политичките чинители, што доколку истите не може да се спроведат и како планираат истите да ги спроведат. Тука е многу битно да дискутираме дека треба да има општо прифатен начин за тоа како ќе се регулира борбата против корупцијата. Тоа не е прашање на една влада, тоа не е прашање на едно политичко делување. Тоа е општо сенародно прашање. И ова прашање треба да биде едно од приоритетите стратешки на државата за идниот период. И тоа долгорочен период, без разлика на тоа кој ќе биде на функција и кој ќе обавува истата. Се додека недостасува тој суштински елемент на стратешка определба кои ќе бидат нашите смерници во борбата против корупцијата и сите подеднакво да го делиме тоа и став и тоа размислување, на жалост ние многу често ќе доаѓаме да се вртиме во круг за одредени прашања, бидејќи на крајот не се сведува борбата против корупцијата со континуирано и редовно менување на правната рамка, односно легислативата во државата, туку се работи за реални суштински реформи. Колку Камиловска извештајот на Стејт департментот има влијание или некаков импакт врз изборните резултати од првиот круг од претседателските избори и некаков ефект би ми имал врз престојните парламентарни избори. Имајќи во предвид дека критиките од меѓународните партнери траат неколку месеци. Видете, неславно е нели нормално што во време на МОЛК беше произлезе самиот извештај на Стејт департмент, но тоа не е одлука која што се носи само намерно, да кажеме, за да се влијае некако на изборите во државата, туку тоа е извештај нели кој што редовно се објавува на Денот на човековите права и така да тоа е нешто што на кое што не треба да гледаме како на влијание врз изборниот процес. Самите забелешки во извештајот не се прашања кои што немале значење и во претходниот изминат период. Тука, значи, не треба да го гледаме само извештајот на Стејт департментот, туку треба да го гледаме извештајот на Европската комисија, тука треба да ги гледаме нашите извештаи кои што редовно посочуваат на проблемите поврзани со корупцијата во државата и на потребите за реформите. Така да прашањата поврзани со корупцијата секако дека на одреден начин влијаат на идни резултати на изборите, но тоа не се прашања за кои што граѓаните и во претходниот или во изминатиот период не биле свесни, не биле соочени, бидејќи имаме медиумска покриеност на прашањата кои што се поврзани со корупција и слободата на изразување и јавно говорење за одредени прашања возможува да граѓаните редовно бидат запознаени со теми, дневни теми и долгорочни теми кои што се поврзани со корупцијата и борбата против истата. Благодарам за разговорот и гостувањето во Трининг. Ви благодарам на поканата. Снежана Камиловска-Трповска од Македонскиот центар за меѓународна соработка.